Анализа на народната песна направило моме ладна меана. Направило моме ладна меана в градина. Во овие два стиха е прикажано како едно младо моме направило ладна меана во неизината градина. Со тоа се опишува неизината пожртвеност, трудолюбивост и вложувањето во нешто што е добро, односно неизината вредност и домаќинлук. И тука е битно да се напомене дека во тоа време во угостителството биле повеќе мажи, а таа направила храбар чекор и токму таа не е зависна од никого. Ми се научило едно лудо младо да пие. Во овие два стиха од втората строфа се прикажува момче кој станало неизин редовен муштерија. Тоа е млад Мераклија кој бил голем кефлија по пиењето и уживањето. Јало ми, пило, дури си испило кончето. Во двата стиха од третата строфа е прикажано дека тоа момче не само што пиело, туку било и Мераклија на јадењето. Арно ама, уживало без усул и без мерка, па стигнало дотаму да го заложи и изгуби она што му било највредно, неговиот коњ. Оди си со здравје. Море лудо, младо, без коња. Седи си со здравје. Мори малој моме, фемеана. Во оваа последна строфа е прикажано испраќањето на момчето од меаната. Момето самоуверено и со лесна иронија го испраќа, потсетувајќи го дека сега се заминува пешки, додека таа го презема конјот како наплата за цехот. Момчето, пак, свесно за својата грешка, без лутина се збогува и ја признава неизината доминација, таа останува да се стопанисува во својата меана, додека тој ја плаќа цената на својата лекомисленост. Заклучок. Главната поента и поука од оваа народна песна е дека во се треба да се има мерка и усул. Кога човекот претерува и неконтролирано му се предава на уживањето, на крајот неосетно ја плаќа високата цена и губи нешто што му е од огромна вредност. Исто така, тука има и друг важен заклучок. Таа е представена како револуционерна фигура која е финансиски независна и активна, додека момчето е пасивната фигура која го троши својот имот.